затоа што го одбележуваме патрониот празник. Во име на сите ви посакувам топло добре дојде и добар ден. Со чувство на длабока почит, денес го отпочнавме во годинешното чествување на правоборецот и револуционер Ванчо Китанов. По тој повод, свежо цвеќе пред спомен бистата положи директорката и вработените од основното училиште, градоначалникот на општина Пехчево, членовите на Советот, представниците на локалната самоуправа и членовите на неговото семејство. Им благодариме. Училиштето започнало со работа во далечната 1973 година, претрпувајќи голем број на промени и реконструкции за денеска да ги достигне барањата на современото општество и достојно да се носи со технолошкиот развој, глобализацијата и големите реформи во образовниот систем. Затоа ние, учениците, сме горди на нашите наставници кои образовале и обликувале ученици од многу генерации во сите изминати декади, од формирањето на нашето училиште па до денес. Но горди сме и на нашата директорка која дава се од себе да ни овозможи да учиме во училиште со најсовремена технологија и одлични услови за работа. Ја поканувам директорката господја Добрела Јовевска да пристапи на сцена и да ви се обрати. Поведете директорка. Почитуван градоначалник на општина Пехчево Александар Китански, почитувани гости и присутни, добар ден и добре ни дојдовте. Денес го одбележуваме патрониот празник на нашето училиште, посветен на нашиот патрон Ванчо Китанов и неговата борба за слобода под мотото "Минатото зборува, ние паметиме". Годинава одбележувањето на патронатот го започнуваме порано. Беше распишан литературен конкурс, инспириран од животот, храброста и делото на нашиот Ванчо Китанов. Беа реализирани и спортски надпревари со учениците од предметна настава. Исто така беше подготвена и оваа свечена приредба заедно со учениците и наставниците. Затоа им благодарам на сите наставници и ученици за посветеноста и ангажманот, а на сите присутни на оваа сала им благодарам што не го достоивте со вашето присуство. Секогаш докажуваме дека заеднички и здружено можеме и сакаме да рушиме бариери, да учиме и да создаваме, но пред се да воспитуваме и да постигнуваме успеси, бидејќи светот останува на децата. Нека ни е среќен празникот, слава му! Нашето училиште остварува прекрасна соработка и со локалната самоуправа. Заедно реализираме голем број на наставни и активности, преку кои го афирмираме училиштето во рамките на општината и надвор од неа. Затоа го замолувам градоначалникот на општина Пехчево, господин Александар Китански, да земе збор и да ве поздрави. А веднаш потоа ќе го слушнеме нашиот оркестар со нивната музичка изvedба. Уживајте! Добар ден. Почитувани наставници, драги ученици, родители, соработници, ми представува особена чест и емоционална значајна гордост што денес стојам пред вас како градоначалник и како потомок на човекот чиј го носи ова училиште Ванчо Китанов. Денес не го славиме само патрониот празник на вашето училиште, туку отдаваме почит и на една личност која целиот свој живот го посветила на образованието, развојот на младите и љубовта
крај. Тој силно верува дека иднината на демокрација гради преку образованието, преку вложувањето во секое дете и секој учење. Како негов потомок и руководител началник, чувствувам силна одговорност да продолжам по неговиот пат, патот на честноста, посветеноста и грижата за општината и за секој граѓанин. Општинското основно училиште Ванчо Китанов не е само институција, туку живо сведоштво за вредностите што тој ги застапува, заедништво и љубов кон татковината. Драги ученици, драги наставници, драги присутни, бидете горди што учите и што сте учили во училиштето со овакво име. Нека ви биде инспирација да бидете вредни, љубопитни и храбри, затоа што вие сте тие што ќе го носите факелот понатаму на нашата општина. Од срце ви го честитам патрониот празник и го посакувам на сите ученици, наставници и останати вработени. Многу здравје, радост и успех. Благодарам, слава.
Вложувањето на ученици. Нашите наставници го сметаат за неисплатлива инвестиција. Затоа и учениците и наставниците работат трпеливо и макотрпно. Доказ затоа се постигнатите резултати, реализираните активности, подготвените манифестации. Сега да го погледнеме настапот на учениците од завршното 9-то одделение со нивниот рецитал Македонска симфонија, надополнет со музичкиот перформанс на нивниот соученик Јосиф Берев, под менторство на наставничката Јулија Велкос. Па да ги слушнеме учениците од училишниот оркестар, под менторство на наставникот Александар Парасков. Поверете! Бездомни и ничком паднати, под туги стери, во темни гробови, сами што се ги копаат. Во раце стегајќи ги чеканите на одмаздата, а пламен скриен во очите. Знаеш ли како мира орачите? Уморни од густиот мирис на празните, паднати ничком во својата собствена немоќ, заривајќи го во земјата новото семе на пролетта. Тогаш, во дамнините, простички бевме патнику на трапнику и препокорни Богу и Цесару. Често се случува и славиот да победи, а победениот да им стане рамен на боговите. И после, што да ти редам, некој се крена прв и наградите му ја закачија црвената ружа на смртта. Видовме цвет, не крв, патнику преподобен на црв. Крвта е повик, крвта е крв.
Се збрава страшна дружина, се млади како фидани, се лични како пишани, се силни како арслани. Со тие капи настрана, со тие гунни ресечки, со тие пушки берданки, со тие бомби напоед. Долго ми мајка стоеше, горе ми доле гледаше, да ги го сина познае, во таа руба комицка, кога го мајка догледа сред таа бојна дружина. 300 и сонца блеснаа, од радост силна извика. Застани, синко, почекај, 2 збора да ти нарачам, уште еднаш да те прегледам и да ти дадам благослов. Ако од врагот си исплашиш на оваа страшна вистина, арам ти било млекото што сум те, синко, доил. Ако се леле предадеш проколната си довекот, нигде да немаш гробнина во таа земја широка. Согради, синко, кини се, јуначка борба да водиш, крваво робство да избавиш, народот да го избавиш. Дружина пушки нарани, ајдучки песни екнаа, зашуми гора борова, јунаци чека на гости. Последната вечер в планинското село, кај борците беа со дрибава дреа, со пликови жешки, на стапалки тешки, измрштени чела, згасени, мразни, гунивните пушки, укочени, празни, и нечујно гуво, коздушена реа, се точеше шепот од уво до уво. Утре, друже, зори, страшен бој не чека, а ние сме малку со неколку души. Во заседа волча, во матна зора, крај горски пат, и краток пукот, и оден громов, а после мир и барутен чар. 7 борци паднати в зора ги носат на плоштад. Одеднаш веста, како црна птица, писна над градот со жален крик. Низ улиците, с дивен крик од мине, го стрела смртно од сите лица градот бунтовни. Но клетата мајка, како да трае, ја клукна змија, болка ја свин. Шамија црна, врзува таа и трча таму со здив стаен, заедно с Богом, со својот син. Денот е мрачен, навира дождец, попусти потихи воштето. Седумнина лежат во крвав ред. Стражар, издимнат над нив, цинично сведит бајунит. И ете, таа дотрача таму и замре над нив, ја заби мрак, но ако в очи магла и падне, со срце мајка го позна страта, го виде мртов, сина си млад, ги изби таа во ужас прстите и прекри лик, се стресе сета ко слаба трска, и само солза низ образ тргна над мртвиот строј.
во дамини, времења тешки, претешки, по улица мајка оди со две очи, два кладенца сосем суви, источени сози врели, ни сода и пусти губи, над постели празни бели. Помогнете, пак правете, да помине мајка стара, таа може во нас сите синовите да ги бара. Синовите да ги бара, во војната што ги прати, а ни еден од нив дома кај мајката не се врати. Раскажете да се знае. По улица мајка мине, со плетена коса сива. Запомни ја и ти, сине, таа вечно ке е жива. И сега, во времења нови, најнови, непознат патнику, не чуди се. И престани да прашуваш, и научи веќе еднаш. Чија е земјата Кирил-Методиевска? Земјата Климентова и Самуилова. Чија е земјата Приличе-Сердевска? Земјата Шапкарева и Миладинова. Чија е земјата Делчево-Санданска? Земјата Маченица. Расчепкај, раскопај, разри, патнику ненавратнику, и ке заклокоти глас од темни длабочини, гласот на непокорените. На 14.000 ослепените. На 5,5-вековно поробените. На чуковековно непризнаените. На земјоделците, на печалбарите. На измеќарите, на тутунарите. На лютенците и октомвријците. На кршиборците, на македонците.
Во чест на Ванчо Гитанов, оваа година нашето училиште распиша литературен конкурс поезија на тема "Минатото зборува, јас пишувам". Комисијата од наставници од предметна настава одлучи да додели едно прво, едно второ и едно трето место. Па затоа ја замолувам директорката да пристапи на сцена и да ги врачи награди. Трето наградена е ученичката Теона Митевска од 9-то одделение. Мила Пајантовска од 8-то одделение ја освои втората награда. А првата награда и припадна на ученичката Викторија Стефановска од 6-то одделение. Ја замолувам првонаградената ученичка Викторија Стефановска да ја прочита својата поетска творба. Минатото зборува, јас пишувам. Минатото зборува од длабоките делови на Плачковица, каде крвта на борзите ги нацрта патиштата на слободата. Јас пишувам со солза во око, со срце што чука за споменот на момчето од Пехчево, со поглед остар што душа од злато. Во гимназијата во Струмица мечтаеше за правда, а во шумите ја бараше со пушка. Кога го гонеа, не тревна, кога го судија, не молчеше, во врши долу животот му згасна, но името се разгоре. Минатото зборува за Ванчо Гитанов име што трае, низ приказни стари, низ народ што знае. За крај на оваа манифестација имаме едно изненадување за вас. Со гордост и задоволство ви ја најавуваме промоцијата на училишната химна. Голема благодарност до директорката што ја прифати иницијативата на наставникот Александар Парасков. Нека не подсетува дека минатото не исполнето со историја вредна за почит, а и днината предизвик кој ќе да научи дека можеме повеќе и подобро. Уште кратко, се надевам дека ќе биде кратко. Навидом ќе биде многу просто и едноставно ово што ќе го видиме, ама можам да ви кажам дека не е баш едноставно и не е баш лесно да се направи. Почетокот ни беше најлесен. Директорки ќе може ли химна? Па како не? Веднаш прифатено од страна на директорката и веднаш почнавме со подготовки, нели? За подготовки и снимање на химната немаше кој друг да бараме, го имаме испробано директорот на фестивалот Малишевска Звонче, Дарко Димитриевски, кој веќе на наши деца најмалку 10 имам направено по една песна и секоја година учествуваат на фестивалот Малишевска Звонче и тој дел не беше толку тежок. Почнавме со подготовки со децата, секако честитки до нив за тоа што ме трпеа цело време со тие напорни проби што ги имавме и од хорот и од Мандолинскиот. Со тоа што дојде ред да ја снимаме велам, ама се поклопи датуми, нели децата наши се активни, учествуваат во сите секции, а пак учествуваат и надвор од училиштето во разни спортски активности, па се поклопија датуми на децата со Балканско првенство на пинг-понг и посакуваме среќа и успеси во Бугарија, со тоа што дел од децата се отсутни, односно солистот што ги го видиме и дел од хорот,
така да не можеме во живо да го презентираме ова и затоа решивме да правиме една снимка како видеоспот. Задолжена Жаклина Реджовска, која синок е до 2,5 сата одработеше, до 3,5. Со тоа што можем да ви кажем дека направи видео, Валерија, ако ти треба нешто од видео, значи имаме за 200 серии од овие сапониците што се, слободно да направиме за Ванчо Китанов, така да ќе видите самите, ќе имате трапедија да ја слушнеме најмалку 2 пати химната, бидејќи се оно што Жаки сакала да го опфати, не се собира во една химна. Добро, макото имаме секаде. Ова тука што го гледаме е Ванчо Китанов декларации, односно наставниците од Ванчо Китанов и секако честитки и за нив, за целиот амбиент. Ви се извинувам ако долго зборев, уживајте, се надевам ќе ви се допадне. Сконцентрирајте се сега и на музиката повеќе, немајте само сликите и видеото да го гледате. Thank you.
Јас знам дека половината ја научивте, сега уште еднаш да ја пуштам готово. Се шала. Јас мислам дека ви се допадна и единствено што не се заблагодарив на општина Пехчево и на градоначалникот, што не облече во овие мои мајчки и при снимањето и овде сме облечени во мајчките од општина Пехчево. Благодарам за градоначалникот Александар Китански. Ова беше се за оваа година. Големо благодарам за вашето присуство и одвоено време. Ни беше чест и задоволство. Се гледаме следната година во исто време. Довидување.